Брзи реформи, независно судство и стоп за политички влијанија. Меѓународниот фактор испрати јасна порака до власта за реформската агенда на патот кон ЕУ. Борбата против корупцијата е клучна на евроинтегративниот пат, вели евроамбасадорот Рокас. Заменик амбасадорката на САД Варнс додаде дека транспарентноста и отчетноста, кога станува збор за владеењето на правото, се најважни во спроведувањето на реформите. Тие денеска беа во владата на конститутивната седница на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата. Актерите морат да престанат да се мешаат во работењето на судовите и на правосудните органи и да тоа не се прави во политички цели. Забележавме дека неодамнешните интерпелации не даваат законски основи за разрешување на членовите на судскиот совет, а независноста на правосудниот совет е важно за функционирање на судството. За заменик амбасадорката на САД, нарушената доверба во судството е резултат на неефикасноста. Никол Варнс смета дека ако корупцијата се толерира, ќе трпи развојот на економијата, социјалната доверба и конкурентноста на земјата на глобалната сцена. Шефот на мисијата на ОПСЕ во земјава, Килијан Вал, е загрижен од спроведувањето на антикорупцијските заложби на Македонија, преточени на хартија. Кога се донесуваат владини одлуки по затворени врати и кога правосудните пресуди се неочекувани и кога имаме нејасност во правосудниот сит, тогаш корупцијата цвета. Бавното решавање на правосудните предмети, значи ја еродира довербата на јавноста. Тоа зајакнување на правосудните органи бараат реформи, активности и пред се и најважно политичка волја. На 27 февруари оваа година Државната комисија за спречување на корупција ги презентираше прелиминарните резултати на спроведување на националната стратегија за борба против корупција. 18% од исполнување на планираните активности од 2024 година представува загриженост за нас. Со меѓуресорското тело председаваше вице-премиерот за добро владење и транспарентност Арбен Фетаи. Тој нагласи дека ова владино тело нема да биде само форум за дискутирање и дебата, туку цели да стане главен механизам за притисок при спроведувањето на законите.